Поранешниот председател на Кривичниот суд Владимир Панчевски обвинува дека при претресот во неговиот дом истражител од специјалното јавно обвинителство му го украл клучот. Панчевски ова тврдење го темели врз основа на снимка од надзорна камера во неговиот дом која споделил со медиумите. Судијата Панчевски тврди дека ова видео е фрапантен доказ за начинот на кој работи СЈО и притисоците што ги врши врз него, но и за притисоците што треба да ги очекуваат и неговите колеги. Од СЈО ги демантираат обвинувањата на Панчевски и тврдат дека претресот и истрагата биле согласно законите. Додаваат дека со подетални информации во врска со случајот ќе излезат во текот на утрешниот ден. Оваа истрага на СЈО деновиве ја поларизира јавноста. Некои се согласуваат со изјавата на Јанева дека додека постои ова обвинителство ќе се спроведуваат нови истраги, додека останатите сметаат дека со завршување на рокот според законот за ова обвинителство Јанева нема ингеренции да поднесува нови обвиненија и да започнува нови истраги. И поранешниот министер за правда Михајло Маневски смета дека Јанева врши кривично дело и го крши законот за СЈО доколку продолжи со ваквата пракса. Согласно одредбите од Законот за специјалното јавно обвинителство, Катица Јанева нема мандат да покренува нити предистражна, нити да покренува истражна постапка против било кое лице за било какво дело во Република Македонија. Нејзиниот мандат за поднесување на обвиненија и за поднесување на покренување на постапки заврши на 1 јули 2017 година. Законот во членот 20 и 28 е јасен, каде што говори дека јавниот обвинител на тоа јавно обвинителство во рок не подолго од 18 месеца може да поднесе обвинение или да ја запре истрагата. Тој рок помина на 1 јули 2017 година. Сега Катица Јанева нема такви овласувања. Истражители и обвинители од тимот на Катица Јанева со полициска асистенција завчера извршија претрес во канцелариите и домовите на тројца осумничени, меѓу кои поранешниот председател на судот Панчевски. Претресот во домот на Панчевски е поврзан со предистражна постапка што ја води СЈО за бизнисменот Љупчо Палевски, а налогот за претрес во неговиот дом во Скопје доаѓа од Гевгелискиот суд. Според Панчевски, наредбата за претрес е за кривичните дела, незаконско прислушување и уцена и го спори тоа што е издадено од Гевгелискиот суд.